Почитувана колешке, судејќи по вчерашниот ден, очекував дека нема да биде прифатена програмата од ваша страна. Ја спомнавте Европската Унија и евроинтеграциите, па се прашувам дали сте свесни дека токму заради отсуство на реформа во администрацијата, која требаше да биде професионална, непартиска и во функција на граѓаните, Македонија не доби датум за почеток на преговорите, а за тоа беше виновна вашата влада. Ама и патот кон ЕУ ви беше само декларативна заложба, затоа што реално, ако имавте некаква намера да не носите по тој пат, немаше да си дозволите да се потрошат 440.000 евра за привремени вработувања во УЈП. Ако имавте бар трошка грижа за граѓаните и за државниот буџет, немаше на партиски настани да одите со службени возила, чии трошоци ги плаќаат македонските граѓани од својот джеп. Токму заради тоа ви пречат стручните, компетентни кадри, предложени од почитуваниот мандатар, затоа што за нив нема да слушнете за криминали и корупција, туку тоа се луѓе кои пред се и над се има интересот на државата, кој подразбира многу работа, честност и отчетност. Заради оваа програма и овие луѓе ја добија историската најголема доверба од народот. Наместо да критикувате, ве советувам да се преиспитате зошто во изборната единица каде што токму вие бевте носител имавте катастрофален резултат. Почитувани колеги од редовите на СДСМ, граѓаните не се со кратко паметење и знаат да казнуваат. Јас ве уверувам дека овие луѓе никогаш нема да дозволат што туку отворена компанија да добие милионски поврат на ДДВ, а да плати ДДВ само неколку илјади евра, ниту пак ќе дозволат било чија фирма да има милионски долгови на неплатен ДДВ. Експертите за вакви сценарија се во вашите редови. Народот е оштетен од ваша страна. Вие ни оставивте опустошена држава, го ограбивте државниот буџет, институциите ги направивте да се нефункционални, здравството не може да биде поболно од ова што е сега, а за жал образованието е подолу и од дното. А токму овие луѓе максимално ќе се посветат за внатрешните проблеми и клучните реформски зафати и убедена сум дека успешно ќе се справуваат со сите предизвици. И не се секирајте, доаѓаат подобри времиња за Македонија. Кога веќе немавте сопствени идеи, поддржете ја нашата програма и бар еднаш покажете реална грижа за македонските граѓани. Тие го заслужуваат тоа. Благодарам.